А сега да одиме малку во Мексико, малку појужно од Невада. Да посборуваме за најконтроверзниот настан наречен случајот Розвелт. Па да, видите, Розвел е еден од најголемите случаи во човековата историја кој што на крајот сепак добива некаква завршница, значи во однос на останатите случаи. Розвел е град во Америка кој што се наоѓа источно, така благо североисточно од најголемиот град Алмогордо. Алмогордо значи дрво, дебело дрво од памук. Значи таму претежно населението е мексиканско и оттаму и сите називи се латиноамерикански. Сега, што се има случено во Розвел? Розвел е актуелен некаде јули месец 1947 година, значи 2 години по завршување на војната. Веќе во февруар месец таа 47 година започнува таму да се гледаат некако неидентификувани летачки чини. Значи, поголем замав они веќе земаат во март, април и веќе од мај месец случајот станува многу така чуден и популарен, да, добива на актуелност. Веќе јули месец голема група на луѓе, мислам, не се работи за еден и двојца, него за илјадници веќе гледаат неидентификувани летечки чини кои што секојдневно поминуваат над нивните глави. И веќе локалниот лист Розвел Дейли Рекорд на 8 јули 1947 година објавува еден напис во својот весник дека некој си известен мајор таму кој што дава дека Розвел таму има во областа североисточно од градот Розвел дека се најдени остатоци од некаква летачка чинија кои што тие остатоци претежно се од некоја цврста пластика и од некој цврст материјал кој што не може никако да се скине, меѓутоа налик нешто е на алуминиумот така. Приказната добива уште поголема тежина кога во тоа време се дава и изјавата од еден локален ранчер кој што заедно со синот претходно 2-3 месеца пред самиот случај он има собрано исти таков материјал и го има однесено дома и не ради тоа случајот не го пријавил затоа што материјалот не му изгледал нешто необично, туку он го пристоврал као што он самиот вели дека да му служи за покривање на земјоделската опрема што има. Сега после тоа значи тој ранчер заедно со неговиот син и се уште неколку мештани биле собрани во полициска станица, поточно во војната база. Таму им било наредено на нив, значи целата приказка е да се заборави, со никого да не се зборува и да во јавноста, ако веќе мораат да зборуваат, во јавноста да дадат некои други приказки, објаснувања кои што немаат, кои што се сосем различни од ова. Меѓутоа, самата војска тука на некој начин ја крева паниката околу самото местно население, затоа што целиот тој круг кај што се најдени тие балони, кај што се најдени таа чудна опрема, целиот круг го прави оквир околу него и тоа е еден оквир околу самото место кај што е најдено, значи, и уште еден оквир, речиси оквир близу до самиот град. Значи, со тоа самата приказка веќе си добива на една поголема тежина. Меѓутоа случајот така се повторно на некој начин се става, се заборава, се некаде до 1978 година кога случајот повторно добива во некоја актуелно. Значи во тоа време националниот еден весник, таблоид национален истражувач, веќе повторно го почнува да го актуализира овој случај, кажувајќи за тоа дека веќе повикува очевидци на тој настан, значи кои што веќе може слободно да зборат, повикува од очевидци кои што се од прва рака, затоа што веќе тие очевидци после 30 на години тие изумираат, па од прва рака и веќе случајот добива повторно на актуелноста 1978 година. Ехо, од Вселена.